за подигнување на свеста за ракот на дојката. Продолжуваме со разговор во студио. Веќе откако заврши Скопскиот маратон, сигурно слушнавте, прочитавте, видовте за приказната која што не воодушеви сите нас, но не само во Македонија, туку го воодушеви и регионот. И имаме на гости Беира Селифовска, лице со оштетен вид, која што го истрча Скопскиот маратон на 5 километри, заедно со Димче Миланов, незината десна рака. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добре најдовме. Се надевам добро после Скопскиот маратон, така? Како се чувствувате после истрчани 5 километри, Беира? Па, одлично се чувствуваме. Мислам дека таа што си ја зацртавме целта си остваривме ние двајцата. Јас сум и задоволна со самиот резултат. Истрчавме 5 километри за 34 минути, што е солидно, со оглед на тоа што знаете сите дека на маратонот имаше навистина огромна гужва. Да, многу учесници, многу публика. Да. Секоја година. Така да, мислам дека треба да сме задоволни двајцата со тоа што го постигнавме. Од кога се познавате? Ајде така да почнеме со приказната. Како се запознавте, од кога почнавте да се дружите, да соработувате? Па, ние се познаваме веќе 10 години, се запознавме преку заеднички волонтерски активности. Така се запознавме, почнавме да дружиме и недека 2018-19 година почнавме и ја станав нејзин личен асистент. И од тогаш па навака со попатни паузи сум и асистент на Беира. И генерално сум уклучен во сите работи кои што сите луди идеи кои што наги. Убаво луди идеи, така Бери? Да. Ке се согласиш? И се согласувам и тоа како. Не си прв пат учесник на Скопски маратон. Ајде тоа да го не сум како прв што пат. пренесоа некои портали. Така, Кога значи прв пат пред некоја учествуваше? година, мислам дека беше сега, дали беше 2016 со една другарка трчав, ама тоа не беше трчање, малте не беше одење 5 километри. А сега е прв пат навистина да се спремам. Не е тоа можеби професионално, ама физички бев овој пат навистина спремна за да можам да го издржам тој 5 километарски маратон. Не са малку 5 километри. Јас ги трчав пред неколку години, ама без некои посериозни претходни подготовки. Едва и се снајдов. Ајде малку околу подготовките. Значи не се малку, сепак. Не се малку. Знаеш како лице со оштетен вид, треба двајцата да трчаме. Треба да има некој континуитет на двајцата, значи не може еден побрзо или друг побавно. Ние среќа навистина долго време веќе вежбаме, некаде од март месец мислам дека почнавме. Поинтензивно почнавме од јуни месец, значи тоа се случуваше секој втор ден речи си да трчаме. И тука бев многу согласени што мислам дека како еден да трчаше. Сепак тука морам да го истакнам Димче, имаше таква една улога одговорна во таа цела гужва мене да ме пропнува низ луѓето, сепак има и тротоари, да внимава кај ќе отидеме, како ќе истрчаме. И навистина сигурно не е лесно, он е многу знам дека се што ќе посакам, он сака да ми го исполни, но знам дека и сигурно не му било лесно затоа што сепак ти некого водиш цело време, раката треба да ти биде во една позиција каде што ја ќе се држам. Тоа се 5 километри, мислам тоа е минутажа, не е една минута или две, може да се случи 30-40 минути. Да, делува кога ќе кажеме 5 километри, делува дека е малку. Јас затоа се надоврзав бидејќи бев еднаш учесник на маратонот, навистина посебно и во таа гужва, навистина предизвик е да се истрчаат тие 5 километри. Димче, добро се снајде ти, така? Да, генерално со оглед на тоа дека се спремавме, 5 километри ни беа малку. Јас си го зборев тоа на Беира, викам Сакате, значи следна година одиме на 21. Па имаме некои амбиции, ќе видиме како ќе се одвијат работите. Убаво кажа луди идеи, значи дека ќе биде 21. Добро, од сега да најавиме. Минатиот пат кога бевме кај вас на гости, најавивме маратон и тоа го остваривме, па веројатно и полумаратонот ќе го оствариме следна година, здравје Боже. Како и да е, значи да, се спремавме подолго време и бевме спремни, здраво физички спремни за да го истрчаме маратонот. Имавме предизвици во однос на се бутавме низ луѓето и сепак сме двајца треба да поминеме, а многу на 5 километарската трка многу има многу повеќе пријавено, така. Многу повеќе пријавено, да, и многу повеќе кои што не спремни доаѓаат, мислам, да се сликаат, да испарадираат. Имавме проблем со тоа, меѓутоа ете, фала Богу, успеавме и го постигнавме и го постигнавме посакуваниот резултат. Значи поентата ни беше да истрчаме по 35 минути, тоа го направивме покрај
покрај предизвиците што ги има. Од март кажавте почнаа подготовките, така? Па да, така од март поинтензивни? месец. И сега морам да напоменам, и Димче ќе се согласи сигурно, имавме огромна поддршка од другарот Мики. Значи, морам ова да го кажам, човекот беше пријавен на 42 километри да трча, ама се откажа само со тој мотив, со таа желба да трча со мене и со Димче. И така ни даде една позитивна енергија на мене и на Димче. Ни беше прекрасно, затоа што тоа се двајца луѓе, Димче и Мики, што ја премногу ги сакам и ги почитувам. Мислам дека толку бе возбуден што трчам помеѓу нив. И му благодарам на Мики што ни даде таква поддршка и што истрча со нас. Имаш и работна позиција, работиш чинам на клинички, така? Да, во универзитетската клиника, во универзитетската физикална, клиника, да. За физикална терапија, како успеваше да ги усогласиш обврските со тренинзите, со подготовките, бидејќи верувам да не е само половина час во денот подготовки, сигурно ви одземаше малку повеќе време. Да, значи во принцип сум темпераментна личност и станувам многу рано. Тоа се и луѓето што не те знаат, јас се првпат кога се запознавме, таква енергија оддаваш, едноставно тоа значи од тебе и затоа кога спомена Димче кога кажа луди идеи, затоа јас се насмеав. Не те познавам доволно втор пат во животот вака сега како се дружиме, како сме заедно, но тоа го чувствувам од тебе. Знаеш како, Ване, за нешто да направиш, ако сакаш, мислам дека кога се работи за двајцата индивидуи, треба многу да имаат еден меѓу друг доверба и треба многу да се согласуваат. Јас и Димче, фала Богу, тоа го имаме. И, значи, ја не паметам, значи, низ овие месеци да сме кажеле може, не може, нели имало периоди кога навистина не може, ама толку тоа било со толеранција помеѓу мене и него. Се случувало сабање во 5 да станеме и во 6 да веќе да сме на стаза да трчаме. Или па ни текнало во 11, трчаме, нема проблем, нема дали сум прва или втора. Се случувало да се менувам, нели, за да не каснам или да морам да стигнам на време на работа. Тука морам да истакнам дека семејството на Димче е едно прекрасно семејство и навистина многу ни излегуваат во пресрети, многу ни помагаат. Они ни се една огромна поддршка во организација, дали требало некојаш мене да ме вратат дома или да ме земат. Па дури и за храна кога ќе се вратиш од трчање да те чека ручек е нешто најубаво. Така да е еден огромен поздрав и до нив. Добро, вие веќе не функционирате само како пријатели, како соработници, како асистент, едноставно како семејство. Баш така. Ако можам да го Па така е, заклучам така тоа. ќе му дојде, да. Да. И тоа баш ме радува, тоа ја вади емпатијата и човечноста од нас. Ајде малку кога сме веќе кај нели трчањето, малку за условите да позборуваме. Што можеме да подобриме за сите луѓе во ова општество ги мотивираме да спортуваат? Еве, лице со оштетен вид ни покажа и ни докажа дека може со цврста волја, со силна желба тоа да се направи. Меѓутоа, верувам дека бидејќи се согласиш, можеме да работиме сите како општество да ги подобриме условите за сите лица. Секако дека можем. Мене многу ми е мило што ете јас и Димче така требало да биде. Сме еден добар пример и он како лице, фала Богу, без оштетен вид, јас како лице со оштетен вид. Значи ако се сака, навистина можеш да функционираш и можеш да постигнеш многу нешта. Димче е еден одличен пример како младината треба да се однесува со секого. Мислам да имаш толку емпатија и толку разбирање за луѓето со попреченост, тоа е навистина најверојатно дар од Бога. А и ние самите лица, како лица со оштетен вид, треба да сме навистина многу поотворени и да ги сакаме работите да ги посакуваме едноставно нештата што треба да ги направиме. Не треба да се откажуваме, затоа што се е возможно. Ако имаш добри пријатели околу тебе или добра организација и самиот ти тоа ако го посакуваш, секако дека ќе го постигнеш. Ние имавме, можам да напоменам дека ние имавме на некој начин професионална поддршка од секој аспект. Генерално многу луѓето ја немале. Тоа, така? Да, нас ни помогна Sky Wellness тука како место кај што вежбавме, ни ги обезбеди сите услови. Меѓутоа како да ние префериравме да трчаме на отворено заради тоа што беше подобро за нас. Во однос на другите луѓе, кога би направил компарација, значи секој може доколку има желба. Условите од типот на инфраструктурни услови не се толкав проблем, туку проблемот е желбата и истрајноста и дисциплината во како и за сите луѓе, кој е истраен, кој е дисциплиниран, ќе се бележи успех. Точно така. Сепак, значи, ние како тргнавме и многу луѓе ни се приклучија во самата идеја и нашиот пријател Мики, значи он се откажа од неговата голема цел да го оствари 42 километарскиот маратон,
за да трча со нас под логото Go Beki. Да. Да. А да, по тоа лого По тоа лого Да, трчам. ова лого го Кажам, направија да, само имате за мене имаичките, овој пат, да. Така да секој може и мислам секој кој што сака има желба може да ни се обрати на нас. Околу нас се движат луѓе кои што се проактивни и имаат желба да помогнат. Така да мислам дека не представува никаква, едноставно нема никаква пречка освен да се оној период кој што секој мора да го помине на физички да се спреми за да постигне одреден резултат. Да, на почеток и мене многу ми беше тешко. Ја мислам дека не знаев како да дишам. На почеток бев катастрофа, си викам каков терапевт сум ја во животот кога не знам правилно да дишам. И после кога сватив дека значи со работа се постигнува, од друга страна многу ми беше мило. Некој период си размислив, викам чекај Вера, ти знаеш какав тим имаш околу тебе. Од Димче, од професорот Иван и таа цела организација, тие луѓе, сите беа ангажирани за мене. Тираджиев и неговата сопруга и они ни помогна многу. Значи кога си има желба, едноставно работите се случуваат. Се појавуваат луѓе кои што ти помагаат во целиот процес. Така да Ето е така. Јас потпишувам со две Да. раце. Најверојатно препознале нешто во мене и Димче дека сакаме навистина да си го оствариме тоа што сме го замислили, затоа така некако попатно ни доаѓаа луѓето. И поздрав до професорот Иван кој навистина ни е огромна поддршка. Он уште од самиот почеток, уште претходно ние кога сакавме да го трчаме маратонот, цело време бил покрај нас и се што можел да ни помогне, секогаш бил присутен и секогаш бил достапен. Така и со вас се сретнам. Така да, случајно се запознавме. Така е, да. Јас на пливање, вие на тренинг за трчање. Затоа и разговорот го насловивме инспирација. Темата на овој разговор беше инспирација, бидејќи овој разговор знам дека ќе биде инспиративен за сите кои што може би утрово не гледаат дома легнати во кревет. Ги мрзи да станат. Кај сега додам да трчам, што да вежбам, ќе си го поминам утрото во кревет. Ова нека биде инспирација дека не треба да биде така. Кога сме во однос на инспирацијата, јас сакам да напоменам дека не сме само ние единствени кои што направиле некаков подвиг, сепак ние сме имале голема поддршка, меѓутоа имаше две личности кои што ги видов по порталите. Значи, човекот кој што во инвалидска количка го извозе фактички целиот маратон од 42 километри, кој што е стварно голем потват. И девојката која што имала, са не се сеќавам на имињата, девојката која што имала мозочен удар. Да, пациентка беше. Да, која што Значи се познавате. го истрча маратонот, мислам од тоа ниво да се стигне до тоа ниво е стварно голем. Затоа сите тие приказни ги нарекуваме инспирација. Верувам дека допревме до делот луѓето што утрово не гледаат. Благодарам Беира, благодарам Димчо за гостувањето. Пред нас е целиот ден, верувам и со активности со работа. Беира втора смена денес, се смени за гостувањето. И Димчо убаво кажа имаш луди идеи, така да ќе се